Пензионерите во вторник заминуваат на протест пред собрание. Старите чивли ќе ги остават таму, пренесувајќи символична порака дека ги скинале протестирајќи по улици за достојни пензии. Пред собранието ќе ги повикаат пратениците да им дадат поддршка, но и ќе бараат делегација од 23 пензионери да влезе во собранието и барањата да ги постави на говорница. На враќање ќе се упатат и кон просториите на Сдруженијето на пензионери, колку на председателката да ја принесат пораката дека не се откажуваат. Затоа ќе ве замолам, овој пат нема да бидеме масовни од секој град, него на символичен начин имаме комбе за во 9 саато пред новата пошта тргнување до Скопје, до собранието. Со вас сите заедно, значи од цела Македонија ќе бидат присутни заедно со домакините скопјани. Секој од вас може да си понесе тие 33-ца, оти толку ни се можностите овој пат. Имавме минатиот пат повеќе превоз, немаше народ. Ама сега верувам дека ова комбе ќе се наполни и со вас да си земете во на едно кесе некои стари патки, стари сандали, стари влечки, да им ги таму оставеме. Тоа е знак дека ги искинавме нашите обувки за ова одење по улици, по Скопје, протестираа пензионерите. Пензионерите ќе го повторат своето барање за линеарно покачување, но и ќе го искажат своето незадоволство од 9-тиот пакет антикризни мерки. Посочија дека ваучерите со различни висини се дискриминација и поделба на пензионерите по групи, што го нема на пример во Србија. Па тоа е на некој начин поделба на пензионерите, значи тоа се времени мерки за неколку месеци, тоа ништо нема да им помогне на пензионерите. И тоа се дава сега само да речеме на овие ниските категории, спаѓа дека ние сме две групи. Ние затоа го бараме ова линеарно покачување на сите пензионери. Да нема вакви делби, затоа што ние сите сме плаќале во фондот, значи сите сме работеле кој колку стаж имаме и сме го плаќале тој стаж и сега излегува дека на овие нагоре не им се доделува никаква парична помош, а на овие доле им се само на тие, на некој начин како пакет дава. Но, еве ќе ја земеме пример Србија, таму веќе имаат 170 евра на сите пензионери дадено Република Србија, значи и покачувањето е 20% на сите пензионери. Протестот во Скопје пензионерите го одложуваат два пати. Првиот пат заради Министерскиот совет на УПСЕ, а вториот пат заради сродниот настан која потресе државата.